Скромно, без свечена академија и настап на учениците, само со положување цвеќе на бистата и доделување награди на најдобрите ученици кои учествуваа на распишаниот ликовен и литературен конкурс, Основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци го одбележа патрониот празник. Воедно беа одбележани и 20 години од смртта на македонскиот бранител. Цвеќе положија членови на семејството на Стоилов. Делегација од општина Зрновци предводена од градоначалникот Блаже Станков. Делегација на армијата, како и одговорните во училиштето на чело со директорот Кире Ѓоргиев и ученици. И на тој начин му одадоа почит на патронот Стоилов, чие име го носи училиштето. Присутните ги поздрави директорот на училиштето кој кажа збор 2 за патронот и чествувањето на празникот, но се заблагодари и на сите ученици и наставници кои во услови на пандемија неуморно работеа со учениците за успешно завршување на учебната година. По повод патронот распишавме литературен и ликовен конкурс. Истите творби ги прегледа комисија за најдобрите и најуспешните. Доделивме соодветни награди, ги потикнуваме и војди на учениците да творат, да пишуваат, а ние соодветно да ги наградиме. Оваа година за прв пат на нашиот патронен празник ние доставивме и избравме ученик на генерација. Јавно, како што личи, достоинствено. Ученик на генерација, нашата ученичка Милена Ристова. Се надевам дека војдина достоинствено ќе го промовира името на нашето училиште. Со оглед на тоа дека сме во година во која одиме онлайн, во година на пандемија, јас лично како директор сум задоволен од начинот на кој се реализираше наставата. Во оваа прилика сакам да ги поздравам моите вработени, учениците, родителите кои беа стрпливи и издржавме оваа година на се. Во услови на пандемија се работи тешко, но ние посветено изработивме и си ја завршивме годината онака како што ни прилика за крај со убав патронен празник. На свеченоста по повод патрониот празник им беа врачани наградите на учениците кои имаа најдобри литературни и ликовни творби на распишаниот конкурс. Најдобрите творби беа и прочитани од страна на учениците. За прв пат на патрониот празник беше прогласена и ученичката на генерацијата, а оваа година тоа е Михаела Ристова. Јас сум горда што сум ученик на генерацијата и понатаму планирам да продолжам бизнис администратор во струка. Многу сум горда што сум ученик на генерацијата, оваа година помина супер, исто како и минатите години. И сите со наставниците беше супер исто така. За да се биде ученик на генерацијата воопшто треба да се учи редовно. Не можеш не еднаш да учиш. Редовно учи и се ќе биде супер. Јас ова подлого време учам, уште од кога кренав на училиште учам и затоа на мене ова ми е секојдневие без никаков проблем. Препорака до моите до учениците исто така е да ги учат лекциите редовно и да бидат цело време редовни на часовите. Секако се надам да ќе продолжиме со физичка настава, бидејќи на сите им не достига наставата во училница, не е иста наставата во училница и онлайн наставата. По повод одбележувањето на патрониот празник, семејството на Стоилов подарија слика со ликот на патронот, која ќе го краси училишниот хол. Синиша Стоилов бил македонски бранител, капетан на Арама, учесник во војниот конфликт во Македонија во 2001 година. Загинал на 10 јуни 2001 година кај Комановското село Слупчане од 120 мм граната испукана од страна на терористите на ОНА.